Драги пријатели, браќа и сестри, денеска сакам нешто интересно да споделам со вас. Сакам да објавам дека е време за преселба. Неопходно е да се случи миграција, односно да се преселите од едно место на друго место. И најпрво тоа треба да се случи, да биде процес во вашиот ум, а потоа и со вашето срце, а потоа по милоста на Бога, кога ќе дојде Христос, ќе се случи грабнувањето и повеќе нема тука да функционираме, туку ќе живееме како граѓани на Царството Божјо во присуството на Бога цела вечна слава на Бога. Меѓутоа, многумина не се спремни за тоа што следува и затоа денес на 50-ница сакам да ве поучам за тоа како вашиот ум да не мисли на земските нешта, цивилните нешта, оние секојдневни ситуации кои што испливуваат, туку да започне да мисли на небесните работи, кои што се возвишени нешта и се разбира вашето срце да разбере дека само Христос ни е доволен на овој живот. Апостолот Павле во писмото до евреите зборува за две планини. И тој ги споредува тие планини една со друга. Првата планина за која што зборува е Синај, каде што Бог ги даде 10 заповеди на Мојсей. И тоа го представува религиозниот закон. Таму беа дадени исто така и укази за шаторот и исто така и за саботата. Втората планина за која што апостол Павле зборува во писмото до евреите е планината Сион или Цион. Таа се однесува на храмовата гора во Ерусалим и е предслика на небесниот Ерусалим. Прашањето е на која гора ти стоиш и се молиш? Од каде се молиш на Бога? Од Синај или од Сион? Да слушнеме од Словото. Читам од Евреите 12 глава, 18 до 24 стих. Вели, вие сега не пристапувате кон материјална планина како тогашните израелци кон Синај, ни кон разгорен оган, ни кон темни облаци, ни кон луња, ни кон звук на труба, ниту кон силен глас. Израелците слушнаа таков глас, па молеа друг пат да не им зборува. Тие не можеа да ја поднесат заповедта, дури и животно, ако се допре до планината, да биде погубено со каменување. Целата таа гледка беше толку страшна, што и самиот Мојсей изјави, толку сум исплашен што треперам од страв. Напротив, вели Павле, вие сега дојдовте на гората Сион и во небесниот Ерусалим. Тоа е градот на живиот Бог, полн со свечен собир на неброени ангели. Тука се собрани првородените Божји чеда, чии имиња се запишани на небесата. Тука е Бог, судијата на целиот човечки род. Тука се и душите на праведниците, кои сега се доведени до совршенство. Тука е Исус, посредникот на новиот завет меѓу Бог и луѓето, чија пролеана крв ветува многу подобри нешта од крвта на Авел. Амин. Во целото писмо до евреите ние читаме за таа споредба помеѓу Стариот завет и Новиот завет. Вие знаете дека Исус дојде да го исполни, но и потоа да го отфрли Стариот завет, зошто? За да воспостави нов завет со пролевањето на неговата совршена и скапоцена крв. Што значи тоа? Тоа значи дека односот со Бога се промени. Од однос кој што беше заснован на законот на Мојсей, преку Христос, тој стана однос основан на Божјата благодат. Планината Синај го представува односот со Бога преку законот. Така Стариот завет беше однос со Бога заснован на тие 10 Божји заповеди кои што Господ му ги даде на Мојсе. И со други зборови, тоа во практиката што значеше? Количината на Божјите благослови беше одредена од верноста на луѓето. Доколку луѓето беа верни, следуваше благослов. Пред тие да влезат во ветената земја, Бог овозможи на сите израелци да имаат врска со Него. Но таа врска гласеше, ќе го добиете она што ќе го заслужите.
Ете, таков тип на релација многу тешко се одржува. И во Второзаконие вели, но ако не го слушаш гласот на Господа својот Бог, не пазејќи и не извршувајќи ги неговите заповеди и сите негови закони, што ти ги наредувам денес, сите овие проклетства ќе дојдат врз тебе и ќе те стигнат. Проклет ќе бидеш во градот, проклет во полето и понатаму продолжува со сите тие проклетства. Ова значи, што ќе направиш, тоа ќе следува. Од времето на Мојсей до Христос, Божјите луѓе го имаа законот на Мојсей и во период од 1500 години немаше напредок базирајќи го односот кон Бога на тој закон. Напротив, одеа од лошо кон полошо, бидејќи никој со своите добри дела не можеше да се оправда пред Бога. Кога Мојсей се симна од планината Синај, заедно со законот, што затекна кога се спушти долу од планината? Неговиот брат Арон и останатите луѓе, избраници од Бога, градеа идол во форма на златно теле. Во тој ден 3000 мажи го загубија својот живот поради Божиот гнев, бидејќи Бог е ревнив Бог и славата не ја дава на никого. А правење идолопоклонства беше многу дрско во Божите очи. И тоа следуваше како реакција, се спушти Божиот гнев, 3000 души умреа, загинаа. Контрастно на тоа, планината Сион. Планината Сион го представува новиот завет, кој што треба да го разбереме, зашто ни овозможува многу подлабок однос со Бога, на начин што дотогаш не можело ниту да се замисли, ниту да се оствари, бидејќи Бог е свет, праведен и ниту еден човек не може да застане во неговото присуство. Во новиот завет, Бог нас не прифаќа заради Христос и само преку Христос. Така да оно што Христос го направи за нас на крстот, со пролевањето на неговата света крв, овозможи луѓето да се помират со Бога. И на тој начин ние бевме прифатливи за Бога и Бог нас не посини, стана наш татко, Аба. Извикуваме кон него со татичко мој. Тоа е заради тоа што Исус овозможи да бидеме посинети и помирени со Бога. Слава на Бога за тоа. Разликата е огромна, планината Сион и планината Синај. Ако 3000 души загинаа заради гревот што го извршија на планината Синај, после 1500 години, Петар застана на денот на Педесетница, како што слушнавме, и што направи? Ја проповедаше славата на новиот завет и тогаш 3000 души беа спасени. И тоа беше сигурна индикација дека дошло нешто многу подобро од претходно, многу поубаво од претходно. И затоа сакам да ви го прочитам. А кога го чуја тоа, она што Петар сето им го објасни, ги засегна во срцето и му рекоа на Петра и на другите апостоли: мажи, браќа, што да правиме? А Петар им рече: покајте се. И секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштавање на вашите гревови и ќе примите дар од Светиот Дух, зашто ова ветување е за вас и за вашите деца и за сите далечни, колку што ќе ги повика Господ нашиот Бог. И уште со многу други зборови сведочеше и ги опоменуваше, велејќи: спасете се од ова расипано поколение. И така се крстија оние кои го прифатија неговото слово. И во тој ден се приклучија околу 3000 души. Алелуја! Читав од Дела апостолови 2 глава. Ние денес живееме под новиот завет. И ние сме благословени заради Христос. Под новиот завет, пазете, веќе не се бара нашата верност и нашата подчинетост. Туку ја согледуваме верноста на Христос, која што е најважна. Во Стариот Завет верноста на луѓето кон Бога ги одведе до планината Синај под религиозниот закон, чие што прекршување носеше проклетство. Додека верноста на Христос
не донесе до планината Сион, до славата на Божјото присуство и неговите благослови. Благословен нека е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секакви духовни благослови од небесните простори, бидејќи му припаѓаме на Христос. Поради својата љубов спрема нас, уште пред светот да биде создаден, Бог не одбра да бидеме негов народ преку вера во Христос и да бидеме свети и без пороци во неговите очи. Неговиот план од секогаш беше преку Исус Христос да не посвои, да не направи негови деца. Тоа беше резултат на неговата благонаклоност према нас. Го славиме Бога заради таа прекрасна благонаклоност што ја излеа врз нас, бидејќи му припаѓаме на неговиот сакан син. Христос ја пролеа собствената крв за да не откупи. Сега гревовите ни се простени. Го стори тоа поради својата неизмерна благонаклоност према нас, излевајќи ја врз нас заедно со сета мудрост и разбирање. Ефесијани 1 глава 3 до 8 стих. Слава на Бога. Значи гледаме дека ние сме благословени. Ние не заслуживме. Ние затоа што веруваме во Христос, тоа е Божја милост, Божја волја, предопределени да бидеме спасени и да ги живееме Божите благослови. Таа работа е работа на Бога во нас. Светиот Дух е тој кој што работеше во нас и создаде во нас жет за да пристапиме кон Евангелието, да поверуваме во Христос и денес да сме Божји деца кои што го слават Бога тука заедно. Тоа е Божја работа и негова заслуга, не е наша. Да веруваш во Христос и да го следиш Христос, значи твојот однос со Бога да биде базиран, внимавајте, базиран на верноста на Христос. Луѓето не се променети од пред 1000 и 2000 години. Луѓето се се така, непостојани. Но Христос е ист. Вчера, денес и довека. И чудата што ги вршеше тогаш, ги врши и денес и ќе ги врши и понатаму. И затоа е многу важно да знаете дека да се верува во Христос значи да го следиш и твојот однос кон Бога да биде базиран на верноста на Христос, не на твојата верност, бидејќи денес си верен, утре не си. Не можеме да доаѓаме при Христос, а притоа да се обидуваме да чекориме во заедништво со Него, како да сме уште на планината на Синај. Не можеме веќе да мислиме дека мерката за тоа колку Бог ќе не благослови, ќе биде базирана во однос на нашата верност. Таков тип на релација беше непродуктивна релација, неефективна релација за евреите кои што се Божји избраници. Соодветно, таква врска со Бог нема да биде функционална ниту за нас. Денес многу библиски поуки се споделуваат од височините на планината Синај, каде што учат дека ако правиш нешто правилно, ќе си благословен, ако не, ќе си проклет. Таквите проповеди и поуки ги истакнуваат човечките дела, личните залагања, личните жртви, напори и погледот на место кон Христос се става на себе и на личниот перформанс. Ретки се поуките кои што се разгласуваат од височините на планината Сион. А тие поуки пак даваат откровение дека само тоа што Христос го направи е совршено доволно за наше откупување, за наше оправдување, за наше спасение, бидејќи само Христос успеа да го исполни законот. Господ кажа: тој ми е возлюбениот, тој ми е по волјата. Со него сум наполно задоволен. Во Новиот Завет се почнува со Христос. И секоја поука што ја примаме се однесува на нашата лична релација со Христос, односно послушноста и покорноста, што меѓу другото се бара од нас во Новиот Завет, всушност го истакнува степенот на нашата доверба кон Христос.
дали за се и во секоја ситуација ќе се потпреме на Христос или пак не. Кога Новиот Завет објаснува да бидеме верни и послушни на Христос, се однесува дали во цело се доверуваме на Христос за секоја ситуација и во се. Тоа ги отвара прашањата, дали Христос ми е доволен за да сум наполно здрав? Дали Христос ми е доволен да сум заштитен и благословен? Дали Христос ми е доволен за да се спасам или пак треба и да додадам малку религија? Дали Христос ми е доволен во оваа црква или да поберам дел од Христос и во друга црква? Дали Христос ми е доволен за да бидам снабден со се што ми е потребно? Точно така е, Христос ти е доволен, ама само ако му веруваш, ако ги слушаш неговите зборови. Исус во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи моето слово и мојот татко ќе го љуби, при него ќе дојдеме и при него ќе се настаниме. Кој не ме љуби, не ги држи моите зборови, а словото што го слушате не е мое, туку од мојот татко кој ме испрати. Ова ви го зборував додека бев при вас, а утешителот, Светиот Дух, кого татко ми ќе го испрати во мое име, ќе ве научи се и ќе ве потсети на се што ви реков. Тоа Исус го кажа во Евангелие по Јован 14 глава 23 до 26 стих. Да бидеш исполнител на Исусовите зборови, значи да му имаш наполно доверба во се на Исус и тој да ти е доволен за се. Многу луѓе бараат повеќе од Христос, ама некои тоа го прават преку посветеност во мртва религија, со ритуали, обреди, обичаи. Други го прават тоа преку одење од една во друга црква, а трети тоа го прават преку пастори, помазани служители, но не го добиваат директно тоа од Светиот Дух. Да бидеш исполнител на Исусовите зборови, потребно ти е директна и блиска релација со Светиот Дух. Некај пастори, помазаници, некај други цркви, некај религија, не бараш ваму таму. Едноставно знаеш дека посилен е Бог во тебе отколку оној во светот и дозволуваш тој да те води по прав пат. Ако имаме правилна врска со Христос, ние ќе видиме дека тој ни е доволен во се и за се, бидејќи неговите дела, она што тој го направи, и ја отвори вратата за секој Божји благослов. Ова не значи дека благословот доаѓа ако ти ја исполниш заповедта како што беше во Стар Завет. Исполни ги заповедите, ќе бидеш благословен. Наруши ги заповедите, ќе бидеш проколен. Не. Христос ја исполни Божјата волја и го исполни законот за нас да ни овозможи да живееме под благослов. Тој стана проклетство на крстот за ние преку него, по милост на Бога, да се стекнеме со благослов од Бога. Значи, веќе не се потпираш на себе, на своите залагања, на добрите дела, на религиозните обреди, бидејќи тоа нема вредност во Божји очи. Тоа е потпирање на себе, односно тоа е качување на Синај. Затоа треба да имаме целосна доверба во Христос, бидејќи тоа ја определува целта на нашето постоење и тоа ја дефинира потребата од миграција, од планината Синај кон планината Сион. Слава на Бога. Некогаш со мислите одите таму, сите одиме на Сион, ама со мислите. Но со молитвите се уште сте на Синај. Со ставот во срцето, се уште кога анализирате дали сте достојни за Бога или не, вие сте на Синај. Кога се прашувате дали Бог ќе ви даде тоа што ви треба или не, се уште сте на Синај. Кога се прашувате, ама дали Бог ќе ви помогне во одредена ситуација, вие се уште сте на Синај. Сето тоа очајно однесување укажува дека е потребен помошник, Светиот Дух, кој што ќе не научи на се и ќе не потсети на се што Исус ни кажа. Така прочитавме.
Светиот Дух е утешителот, помошникот, кој што помага на нашите слабости. Некогаш не сакаме да си ги признаеме слабостите. Некогаш сме навикнати да форсираме. Но Бог само сака да му се предадеме, да не се бориме со своја пот, да ја покажеме нашата слабост, бидејќи само тогаш отвараме можност да имаме помош од Светиот Дух. Тогаш не настапуваме со горделив став дека се знаеме и се можеме. Кога ја изнесуваме целата наша внатрешност пред Бога, која што тој ја гледа како да сме прозирни, ете тогаш дозволуваме Светиот Дух да не вдахне во сила и да не придвижи напред. Светиот Дух ни помага на нашите слабости, на тие двоумења, бидејќи без него и не можеме да пребиваме во вистината за да тргнеме кон Сион. Секој обид со наша сила да тргнеме кон Сион, пак се враќаме на Синај. Да требаше ние со пот, со наши залагања да се преселиме од Синај, немаше потреба да има Светиот Дух. И не би ни знаеле што е тоа Сионска гора, ама затоа Исус го испрати помошникот Светиот Дух. Пишано е: во меѓувреме со нас е Светиот Дух за да не придружува и да ни помага во нашите слабости. Ние не знаеме дури ни зашто и како би требало да се молиме. Но Светиот Дух се застапува за нас со неискажливи воздишки. А Бог знае што има во срцата на луѓето и знае што сака Светиот Дух, затоа што тој се застапува за Божјите луѓе согласно со Божјата волја. Знаеме дека се што се случува, Бог ќе го насочи така што да испадне на добро за оние што го сакаат Бога и што се од Него повикани за свети цели. Римјани 8 глава. Амин. Значи, со силата на Светиот Дух мигрираме целосно од Синај кон Сион. Светиот Дух ни помага да стоиме на Сион и молитвите да ни бидат благодарствени. Да бидеме уверени дека сме возлюбени од Бога. Да бидеме уверени дека секое Божјо ветување е достапно за нас заради Христос. Амин. На Сион, кога стоиме, не се двоумиме, не се плашиме, не просиме од Бога. Туку сме уверени дека Бог е нашиот совршен татко, дека е секогаш добар, дека е верен и дека го има најдоброто за нас, кое што никако не сме го заслужиле, но Тој сака да ни го даде заради Неговата милост преку Христос и заради Христос. На Сион го славиме Бога со целосна доверба во Христос, дека Христос ни е доволен во се и за се. Не верата во Христос и традицијата. Не верата во Христос и иконите и ритуалите. Не. Само верата во Христос спасува. Јуда одеше со Исус. Зборуваше со Него. Се хранеше со Исус. Правеше дури и чуда во името на Исус кога беа апостолите испраќани во мисија. Но тој никогаш не беше целосно со Исус. Неговото срце се стремеше да има личен бенефит. И затоа не го следеше Исус. Ако стоиш до светлината, не значи дека си исполнет со неа. Попусто е да одите во црква со години, па дури и цел живот одите во црква, а при тоа да не влезете во Царството Божие. Може би сте крстени. Верувам дека сте. Но крштевањето како чин е надворешен акт кој што покажува за нешто што внатре во вас се случило. Како избор да верувате во Христос. Како еден моментум на новораѓање. Крштевањето без наново раѓање е како круна да се стави на мртво тело. Како убава облека на леш, на тело. Празно тело, безживотно. Однадвор изгледа красно, а внатре безживотно и празно. Затоа мора да знаете
дека и да сте крстени, ако вас срцето не ви е обновено, ако срцето не ви е променето, ако сте исти како предходно, тогаш вие не можете да приличувате и заличувате на небесниот Христос. Туку се уште ќе си личите на Адам, земскиот човек. Светиот Дух, Господовиот Дух, тој нас ни овозможува преобразба. Преобразба во која што се помалку личиме на Адам, на земскиот човек, а се повеќе започнуваме да личиме на Христос. И затоа е важно да го имаме Светиот Дух во нашиот живот, бидејќи не можеш да бидеш Христово Божјо чедо, а да си ист како предходно. Со истиот каприциозен карактер, со неспособноста да простуваш, со неспособноста да се понизиш, не може. Ако си го прифатил Христос, малку по малку Христос во тебе ќе се изрази и со понизност, и со љубов, и со прошка кон непријателите и кон тие што те навредиле. Ке се искуси една целосна трансформација што Светиот Дух ја извршува во тебе. Во 2 Коринќани 3 глава 18 стих вели: сите ние, пред чии лица нема превес, сме одраз на славата Господова како во огледало. Со помош на Господовиот Дух доживуваме преобразба и стануваме се послични на нашиот славен Господ. Амин. Послични на нашиот славен Господ. Кога ќе се видиш во огледало, да видиш дека си посличен на Христос. Замисли да си кажеш наутро: денеска повеќе личам на Христос. Родените од небото стануваат како небесниот. Родените од земјата како земниот. Ние сите сме наново родени. Веќе е време да заличуваме на Христос. Одејќи од Синај кон Сион, како се движиме, доаѓаат времење на освежување од лицето на Господа. И Светиот Дух вдахнува живот во нас, го трга песокот и глината на стариот човек и излегува и избиструва новиот човек кој што свети во Божјата слава и ја зрачи Божјата благодат. Тоа е процес на нашиот живот во заедништво со Светиот Дух. И секој од нас тоа треба да си го дозволи. Затоа денес на Педесетница треба сите да разбереме дека верувањето во Христос значи да се следи Христос со помош на Светиот Дух. Така се развива подлабока релација со Бога и се живее вистината дека Исус Христос е Господ. Оваа вистина, за жал, многумина не ја знаат. Не им е јасно како тоа Исус Божиот Син е Господ. Зошто не разбираат? Бидејќи го немаат Светиот Дух. Кога Светиот Дух те води, ти живееш со Божјата љубов во твоето срце. Светиот Дух ја носи таа Божја љубов во твоето срце и тогаш се стремиш да угодуваш на Бога, а не на светот и не на луѓето. И тогаш се повеќе разбираш, добиваш откровение дека навистина Исус е Господ. Многумина што сакаат да се крстат со Светиот Дух и да зборуваат на непознати јазици, а притоа не го имаат доживеано тоа искуство во целост, не значи дека имаат блокада поради грев или поради проклетство или заради некој друг проблем. Најчесто проблемот е што не веруваат во Исус, односно може би веруваат, но не го примиле како свој Господ и Спасител, го примиле само како Божи Син. Дури и да го примиле Исус, да го прифатиле како Господ и Спасител, сепак, ако не му дозволиле тој да зацари на престолот на нивниот живот и доколку не му ја предадат контролата во негови раце, контролата на нивниот живот во негови раце, тогаш возможно е да не можат да говорат на јазици. Не треба да сте совршени за да го примите дарот на зборување непознати јазици. Потребно е само вашата вера да е вистинска, базирана на Светото Писмо, кое што укажува дека само преку Исус е спасението.
Тој е патот, вистината и животот и никој не доаѓа при Отецот освен преку Исуса Христа. Ако со срцето поверуваш во Него, со устата го исповедаш дека Исус е Господ, точно во моментот кога ќе го прифатиш Исус за Господ, но и дозволиш Тој веќе да води не твоето его, не твоите емоции, не твоите стравови, диагнози и грижи, не твоите стари верувања, туку Исус Господ да води, тогаш и да кажеш: Свети душе, сега дојди, тој ќе дојде и ќе ти даде дар. Светиот Дух доаѓа до моментот да не приближи кон Евангелието, да го примиме Исус Христос за наш Господ и Спасител, и кога тоа се случува, се манифестира тоа со водно крштевање. Но потоа доаѓа жет за уште повеќе. И тогаш следува крштевањето со Светиот Дух. Едно крштевање во два аспекти, кое што се надополнува. Станува целосно со крштевањето во Светиот Дух. Тогаш си запечатен за денот на избавувањето. Тогаш го примаш духот на воскреснувањето, без кого не можеш да воскреснеш. Светиот Дух е тој кој што утврдува дека ти си Божјо дете, Божји син, Божја керка. Без Светиот Дух го нема тоа, не можеш да кажеш Аба на Господа. Не можеш да доживееш дека Бог ти е татко. Затоа е важен Светиот Дух. Но важно е да сватите дека Светиот Дух во вас секогаш ќе го издигнува Исус како Господ. Секогаш ќе работи во сите ваши дела и постапки да се издигне Исуса Христа, Синот Божи, Господ и Спасителот на сите. Тоа е улогата на Светиот Дух. Ако Светиот Дух работи во вас и вие имате водство од Него, се во вашиот живот ќе биде подредено за да се издигне во секој аспект и да се прослави името на Господ Исус Христос. 1 Коринтијани 12 глава 3 стих вели: Затоа сакам да ви кажам како да разликувате дали нешто е навистина од Бог, вели Павле. Како што ни еден човек кој е воден од Божиот Дух не може да го колне Исуса, така и никој не може да исповеда дека Исус е Господ доколку не е воден од Светиот Дух. Водството од Светиот Дух е неопходно и овозможува зависност од Бога, како и пиење од изворот на животот. Слава на Бога, што денес пиеме од изворот и го славиме Господ Исус Христос. Што денес стоиме на Сион, ги издигаме рацете и нашето славење со благодарници, со радосни, похвални песни за Бога. Не тажиме, не викаме Господе помести се од престолот, направи ова, направи она. Не, нашите молитви не се очајни, не се порачки. Не, нашите молитви се молитви од позиција на благословени луѓе, од позиција на луѓе кои што се избран род, царско свештенство, кое е избрано да му оддава слава на Бога со похвални песни, со жртви на своите усни. Не со очајно лице покриено тажачко, како во Стариот Завет со пепели, не со врекишта, не со погледи в земи, со поглед кон небесата, гледајќи кон Христос и славејќи го Неговото име, преку кое што се прославува и Господ Саваот. Господ Таткото Небесен. Слава да биде на Господа! Ова слово за вас важно е да го сватите, бидејќи треба да направи реформа во вашето верувања. Прашај се секогаш кога се молиш, од која позиција се молиш. Побарај Светиот Дух да ти покаже: Свети душе, јас од која позиција, од каде се молам? Од Синај или од Сион? И Светиот Дух ќе ти покаже во срцето, уште пред да се помолиш, колку е силна Божјата благодат кон тебе. Ке ти го стопли срцето, ке имаш чувство дека полетуваш и со благодарност ке почнеш да го славиш Бога секој ден. Таков ке ти биде и денот и ноќта и во секој потфат на твоите раце ке бидеш благословен заради Христос.
Нашиот духовен живот не е религиозен живот. Тргнете религијата. Тргнете го оној рутински религиозен обред, ова да направам, она да направам за да угодам на Бога. Ке угодиш на Бога ако го славиш Господ во името на Исуса Христа. И ако неговата љубов ја раздаваш кон сите, дури кон тие што не заслужиле. Така угодуваш на Бог му е угодно срцето понизно, срцето што не знае да се лути, срцето што може да дава и духовни благослови, и материјални благослови, и љубов, и време без да се штедиш. Ако сакаш да примиш, тогаш почни да даваш. Ако бараш од Бога со благодарност како да си примил, биди спремен веднаш да даваш. Така ќе отвориш место во тебе за уште повеќе да примиш. Вие сте благословени за да сте благослов за мнозина. Не заборавајте, благословот врзна се за да го преумножиме во животите и на другите луѓе. Ние сме повикани да сме светлина на овој свет. Ние грешните, недостојните, похотните, ние. Што и денеска можеме да сгрешиме и грешиме. Но покриени со светата крв Исусова и оправдани. Стануваме, ги тресеме колениците, се каеме и со радосници солзи извикуваме кон Господе: Господе, Ти си мојата сила, мојата надеж, моето пребивалиште, моето прибежиште, моја карпа, мој штит. Во Тебе, Господе, ќе се надевам. Во Христос е моето спасение, мојата праведност, мојот живот. Амин. Халелуја, слава на Бога.